Рудниците за олово и цинк САСА преку својата фондација за поддршка на одржливиот развој ќе продолжи со реализацијата на проектите во сите области кои имаат влијание врз квалитетот на животот на жителите на општина Македонска Каменица, како и за просперитетот на локалната заедница. Поддршката што ја обезбедува САСА за заедницата беше една од темите на првиот состанок на представниците од менаџерскиот тим на САСА со новиот градоначалник на Македонска Каменица Димчо Атанасовски на средбата која беше констатирано дека добрата соработка меѓу рудник САСА и локалната самоуправа е во интерес на целата заедница и придонесува за создавање на поволна клима која пак е неопходна за обезбедување одржлив развој на рудникот ќе продолжи и во иднина. Како генератор на локалниот економски развој, рудникот САСА има големо влијание врз социјалната стабилност и просперитетот на жителите од нашата општина и пошироко во целокупниот источен регион. Оттаму од голема важност е тој да продолжи да расте и развива, со што ќе биде во можност и понатаму да дава свој придонес за развој на целокупната заедница. Во исполнување на своите развојни планови, САСА и понатаму може да смета на соработката и партнерството со општината и локалните институции, рече градоначалникот на Македонска Каменица Димчо Атанасовски. На овој состанок градоначалникот Атанасовски од страна на представниците на менаџерскиот тим беше запознен со досегашните вложувања во САСА во сите сегменти од работењето, особено во делот на производството, безбедноста и условите за работа и благосостојбата на вработените, реализирани од страна на инвеститорите компанијата Central Asia Metals од Лондон. Во изминатите 4 години откако Central Asia Metals стана сопственик на САСА, инвестирани се на $30 милиони со времена рударска опрема, дигитализација, унапредување на безбедноста, подигање на стандардите и работните услови во рудникот, како и во професионалниот развој на благосостојбата на вработените. Во тек е реализацијата на капитална програма во вредност од околу $20 милиони, со што ќе ни овозможи приспособување кон поефикасен метод на рударство во иднина. Во моментов соработуваме со надлежните институции со цел да ја договориме имплементацијата на развојните проекти кои треба да обезбедат долг и просперитетен животен век на рудникот. Паралелно со ова, со основање на нашата добротворна фондација, продолжуваме со нашата поддршка за развој на локалната заедница во области како што се едукацијата на младите, грижата за животната средина и помош на најранливите членови на заедницата, истакна на средбата генералниот директор на САСА Скот Јаланд. Во оваа прилика, честитајќи му го стапувањето на функцијата, представниците на менаџерскиот тим на САСА на градоначалникот на Македонска Каменица му предадоа фотографија од почетокот на изградбата на новиот ископ, што е дел од новиот инвестициски циклус на САСА, кој и откако ќе биде завршен ќе овозможи полесен и поефикасен пристап до нови рудни наоѓалишта.